Бисери на резбата во Кумановско е насловена изложбата на авторката Славица Крстиќ, кустос, советник, документатор, историчар на уметност и долгогодишен работник во Кумановскиот музеј, која се отвори денеска во Занајчискиот дом. Кумановци имаа можност да разгледаат 52 колор фотографии со детали од дрворезба, проследени со оригинални експонати од царски двери, нафора, рипиди, делови од голем крст со дракони, розета од таваница и една споменичка скулптура. Опфатени се сите цркви во Кумановско, скоро 40-тина, градени во периодот од 16 до 20 век. Идејата да направам ваква изложба всушност потекна од моите теренски истражувања, кога започнав уште во 2004 година. Јас најпрво ја истражував архитектурата и фрескосликарството и иконописот, меѓутоа кога влегов во храмовите, јас се воодушевив од црковната дрворезба, така да уште тогаш се роди една идеја да направам една изложба само за дрворезба и еве после толку години успеав да создадам една таква изложба. Денеска има изложено 52 фотографии, направив селекција од оние најубавите детали од резба. Тоа се главно детали од царските двери, од големиот крст од иконостасот, потоа од црковниот мобилијар, меѓутоа тука е застапена и традиционалната народна уметност, односно резбата на таваниците и споменичната култура. Тука имаме и експонат од еден светец, просветител од 20 век. Значи, хронолошки најстарите експонати во Кумановско се потекнуваат од 16 век и тоа од манастирот Карпино и од војната црква во Суворах, и тоа се дело на Скопско-Призранската резбарска школа. Потоа имаме од 17 век, тука работеле резбари од Прилепско-Слепчанската резбарска школа и најмногу е застапена во 19 век, кога акцент се става на царските двери, кои не само во плитка реза, туку се работени во шоприкава ажурна резба. На изложбата се презентираа и експонати позајмени од галеријата на икони од Старата црква во Куманово. Оваа изложба е всушност и последна на Крстиќ, која заминува во пензија. Директорката на Кумановскиот музеј Мери Николиќ пред присутните зборуваше за долгогодишните постигнати резултати и успеси на Крстиќ и посака убави пензионерски денови.